Почитувани, добар ден од мене Слаген Ивковиќ. Во наредните минути наменети за една интересна спортска тема или едно важно и значајно остварување на нашиот најдобар атлетичар Дарио Ивановски од Балканското првенство во Истанбул, Турција, каде всушност се врати со сребрен медал, нов државен национален македонски државен рекорд, исто така освоена или остварена норма за предстојното европско првенство во Глазгов, што представува огромен успех ако се знае дека по долги години во Македонија вакво нешто се нема случено. За оваа тема ќе разговарам со неговиот личен тренер, со личниот тренер на Дарио, човек кој долги години е во атлетиката, Игор Јакимовски. Добар ден. Здраво. Како што кажав Игор, Дарио направи чудо за наши услови или во македонската атлетика. Верувавте во таков успех, се надевавте, одевте на таков значаен подвиг. Ме интересира како беше атмосферата таму. Знам дека вие огромно се израдувавте сите на трибините и поддршката околу Дарио, но каков беше Дарио таму? Ние не би успеале никогаш ако не веруваме во самите себе, ако не верувам јас во него, односно тој во мене. Така да верувавме. Отидовме со таа цел. Првата цел ни беше медал. Нешто што му недостасуваше на Дарио, односно на последните два настапи на Балканијадите, што беа во 2018 година, два пати освојуваше четврто место. Дури едното четврто место му беше во стотинки. Така да разлика од третиот, значи во стотинки беше разликата, така да тргнавме самоуверени. Таа наша самодоверба беше поставена на многу високо ниво, односно беше гарантиран успехот од претходните надпревари. Во атлетиката тоа е многу јасно, значи како ќе се подготвуваш, како ќе ги имаш првите настапи, тоа јасно ти кажува што и ќе направиш понатака. Така да, неговите два настапи, кои што беа во Софија и во Франција, во Мирамас, тие беа медитерански игри за атлетичари под 23 години, неговите моќни настапи и резултати што ги даде, односно меѓународна победа во Софија на 3000 метри и срушен рекорд на 1500 метри во Франција, ни потврди дека тој пак влезе во некоја највисока форма. И тренинзите што ги одработивме со него, со враќањето од Франција до стартот на Балканијадата, ни даде за право да бидеме самоуверени и да веруваме дека тој најпрвен ќе освои медал, ќе постигне свој личен најдобар резултат на 3000 метри и тоа значи по автоматизам, бидејќи тој го држи рекордот на 3000 метри во сала и на отворено во Македонија, дека ќе го сруши пак рекордот. Отидовме самоуверени, имавме наша тактика и нашата тактика велеше тој да истрча некаде од 8.05 до 8.10. Меѓутоа се случи, дај Боже така се случува нонстоп, се случи пријатно изненадување за мене, тој истрча 8.03.65, што представува воедно и норма за настап на Европското првенство во сала, кој ќе се одржи од 1 до 3 март во Глазгов, Шкотска. Така да, тоа беше еден момент каде што ние дури заборавивме дека тој освои медал, кога свативме дека тој фати норма. А вие сами знаете, и јавноста знае, и многу упатени во атлетика да знаат што значи за Европско првенство да имаш остварена норма. Доста беше тие wild карти и не знам што, значи се со такви предиспозиции однапред, нели, некои наши аргументи за настапи така натаму. Овој пат одиме со високо крената глава, значи со норма, и тоа е веќе печат на тоа кој е Дарио. Значи Дарио е веќе европска елита и самиот податок дека тој се уште напредува, кажува дека тој ќе оди уште понатака. Значи, тој не застанува тука, значи, продолжува понатака и следната наша цел ќе биде трка на 3000 метри под 8 минути. А секој резултат под 8 минути веќе влегува и во рамките на светската елита. Остварливо е тоа за Ивановски со оглед на
моменталната кондиција или моменталното темпо кое го поседува? Сигурно ќе си помислите дека 3 секунди е многу Бидејќи близко. во атлетиката Да. десетинките се големи, Така е. а камоли секундите. Сигурно ќе помислите дека 3 секунди се малку. Меѓутоа, некогаш тие се толку големи, значи, за да ги оствариш, треба да работиш напорно, треба да работиш со недели, треба цели тренажни процеси да поминеш. А атлетиката е толку суров спорт да само една мала коцка ако ти фали на мозаикот, можеш многу да пропаднеш со резултат. А само малку да мрднеш, треба буквално да изгинеш од тренирање. Така да, јас, по сите мои проценки, по сето она што го водам, следам, што го точно пратам со секој момент, со секој тренинг на Дарио, за мене и за него е многу повеќе од веројатно дека тој набрзо ќе го оствари тој резултат, односно да има предзнак неговиот резултат со седмица. Значи 7.59 па и подолу. Тоа ќе значи веќе влез во таа светска елита, каде што може понатака и да планираме и да соработуваме со авторитетите на такво европско и светско ниво кои што ја водат атлетиката и за да може конечно и да направиме нешто што ќе биде многу јако за Македонија, односно настап па и во една Diamond Лига. Така да тие резултати што он веќе ги остварува, тие се веќе одскочна даска и за таков настап. За европско веќе остваривме, останува светското е во Доха оваа година, во Катар, така да еден настап, сигурно знаете кој е квалитетот за во Diamond Лига да настапуваш, така да ние целиме на се и последната цел, односно главната, нема да кажам баш последната е под наводници, нели, е Олимпијадата во Токио, каде што сакаме да отидеме со норма. И таа норма ни е на дофат, ни останува цела сезона да работиме за таа норма и ние веруваме во нашиот успех. Веруваме во Дарио, он верува во себе и се надеваме дека ќе дојдеме до нашата цел и тоа многу брзо. За таа цел неизбежен е медал сега на предстојното европско првенство во Глазгов. Вака сега. Значи, секогаш сум реален, секогаш морам да ги гледам реално работите. За да освоиш медал на европско првенство, резултат на 3000 треба сигурно да имаш некаде околу 7.50. Па може би и нешто подолу, зависи како ќе биде трката во финалето. Односно, за да влезеш во финале, каде што он ќе трча квалификациона трка, сигурно ќе се влегува со 7.50. Верувајте дека тие, сега ќе му дојде околу 3-14 секунди, по моја проценка што ќе бидат потребни, тоа е многу. Значи, мора да се работи многу и за тоа да се надокнади. Значи, тука понекогаш и не е се во талентот на тркачот што го имаш, односно што го тренираш. Например, замислете ни подготовки, например, да отиде, не знам, на некој друг континент. Значи, кој процес е тоа? Која поддршка треба да има Дарио, тренерот? Која екипа треба да стои за сето тоа? Ние многу добро знаеме нашата ситуација, состојба. Значи, ние вадиме максимум од се. Меѓутоа, верувајте, кога одам на овие големи надпреварувања со Дарио, значи, одам сам со него, односно, евентуално, ако има уште еден представник од нашата атлетска федерација, или пак јас сам, како што кажав, а верувајте дека во најподготвените спортски земји на светот, каде што се оди, одат цели екипи, цели тимови, значи со еден атлетичар. Значи, што да ви кажам, за се грижат буквално. Значи, тоа сакам да го кажам. Знаеме ние, знаеме нашата состојба, се знаеме дека не можеме преку ноќ да станеме тоа што се они. Не е само за спортот така. Тука ќе губам само време ако објаснувам и мора да биеме реални, меѓутоа верувајте дека од сето она што го поседуваме, од сите капацитети, од се, ние вадиме максимум и ова што го има Македонија во моментот со Дарио, значи тоа е непроценливо, значи мора сите да сватиме кој е Дарио, колку напред, он има само 21 година за овие успеси што ги постигна, велам така, само 20, значи во однос на успесите, моментално сега ги има и ги гледам и јас и да ви кажам се ежам кога ги гледам овие инсерти од трката, јас бев само на, кај што е стартот, бев на некои десетина метри горе на трибината,
каде што ние нашата тактика ја спроведувавме тој на тартанот, јас од озгоре, значи вие сами знаете што значи да трчаш таму со некои 22-3 км на час и дали можеш ти во тој момент да знаеш се што остваруваш, да го знаеш саатот колку е, така да нашата тактика беше спроведена со негово информирање од мене во врска со секој премин на 200 метри, за да имаме тотална контрола врз времето. Тој имаше тотална контрола и врз време, и врз позиција, така да тој цело време бегаше од третиот, значи медалот му беше загарантиран. А првиот... Колку беше разликата, ме интересира, со првиот или во битката за највисокото место на пиедестал? Значи, победникот на оваа трка, Митко Ценов, многу познато и звучно атлетско име на Балканот и на Европа. Значи, тој е освојувач... Соседна Бугарија. Да, тој е освојувач на многу медали, на многу високи пиедестали, бил меѓународни, неколку пати беше во конкуренција под 23 години, беше на првото место, има 2 кроса, значи второ место на ниво на Европа, и го имам гледано баш во живо, кога, значи толку моќен атлетичар, толку подготвен, спремен, и него да го победиш, дефинитивно треба да си класа. Он бркаше исто така норма за европското во Глазгов и ја оствари и он нормата, така да ние тандем ќе го гледаме. Да, ние сме со него добри пријатели, соработуваме во спортот, постојано кога одиме на пример во Бугарија на подготовки на се и на настапи, значи соработуваме. Секогаш и ние сме гостопримни и тие кога доаѓаат тука, значи во секој случај тие треба секогаш да бидат на некој начин големи пријатели во спортот за да напредуваат. Едноставно таква е атлетиката. Значи ако тренираат они заедно во тандем, кога секогаш имаш група добра со добри, со екстра тркачи, и мотивацијата е да. И не само тоа, значи тренингот е многу по-реален. Значи ние импровизираме, значи тоа го познаваат многу луѓе што се внесени во овој спорт, значи на пример ти да го тренираш еден таков врвен атлетичар, за да он осети конкуренција, мораш да го пейсуваш со на пример со велосипед. Значи ти ја возиш таа брзина, тој мора да го следи велосипедот и велосипедот му ја диктира таа брзина која што ти му ја даваш, односно он на некој начин како да се надпреварува со велосипедот, го чувствува како конкуренција. Ако го имаш таков човек кој со кого можеш, не е потребен велосипед, оставно само ги одработуваат тренинзите кои што се по планот, и верувајте дека затоа во Кенија, каде што се најјаките тренинг кампови на светот, цели групи по 40, по 50, по 60, значи тренираат, и кога ќе влезеш ти во таа група, не ти преостанува ништо друго освен да газиш рамо до рамо со сите во таа група. Затоа и се прават групи соодветни на резултатот што го имаат, перформансите што ги имаат. Така да верувам дека оваа година, пред да започне сезоната на отворено, Дарио ќе посети еден од тие тренинг кампови. Пред да почнеме со тоа, сакам само да се надоврзим, бидејќи ова што ни предстои е за многу краток период. И имате доволно време да го докомплетирате или да докомплетирате формата на Дарио. Да ги промените оние недостатоци што... Основата ја имаме. Он е во животна форма. 11 секунди кога го бутна македонскиот, неговиот, во предходниот што беше рекорд. Значи тоа јасно кажува он на какво ниво е сега, на кој левел е сега. И нема тука нешто што ние би можеле многу да смениме, освен да он само одработи до Глазгов и тогаш ќе одиме на резултат 8 минути, односно под 8, нешто за кое што и он сонува сега во моментот и реално треба да очекува да се случи. Тоа му доаѓа, значи, по 32 секунди доди на 200 метра, односно 1 километар доди по 2.40. Вие замислите што значи 2.41 километар. Тоа е многу брзо темпо, значи он тоа го може, и самиот податок дека во Бугарија истрча 2.42, 2.42, вториот и третиот 2.39, он покажа карактер, значи покажа дека може да запне на крај во финишот, така да и да ги истрча по 2.41, на пример. Првите два, ако покаже он ист карактер во таа трка во Глазгов за последниот километар, ќе го симне 8-0. Со оглед на тоа колку е посветен Дарио, говори неговото отсуство сега, бидејќи требаше заедно да бидете тука.
Кажавте дека ќе ги посети камповите, кој период е тоа? После Би требало некаде во април, каде што се спремаме за еден многу моќен резултат и на 1500 и на 5000 метри. Имаме мотивација посебна за тоа. Значи, он во моментот има 90% според мене може вака, значи, ние што викаме да ги бутне рекордите сите други, освен што не ги поседува он, меѓутоа ние не се брзаме. Значи, еве, ако ви кажам дека некој рекорд он на тренинг го бута, нема да верувате. Значи, на тренинг да излезе, он ќе сруши рекорд на Македонија, некој што не е во негова... Ама едноставно не ја трчал таа трка на таа дистанца. Значи, ние не се брзаме, нас не интересира само неговиот резултат и напредок. Значи, ова што го прави сега Македонија никогаш не го имала. Значи, ти да бидеш толку надмоќен во однос, значи толку доминантен да бидеш и толков напредок да имаш. Значи, тоа треба само да биде човек смирен, да ја постави тактиката, значи да не се брзаме, затоа што само така може да ја промашиме. Значи, многу добро сте го слушнале оној термин да не се изгори, така, да не прегори во желбата и така. Значи, се мора да работиме трпеливо и за навистина овој прекрасен спорт, прекрасен индивидуален спорт, верувајте дека многу луѓе го сакат и го почитуваат за кралицата на спортовите атлетиката. Значи, стварно, она што ќе го одработиш и што ќе го покажеш, тоа ти е награда за се. Значи, не ти доаѓа тоа како во екипен спорт, некој друг да ти заврши работа, некој Меси да ти даде 4 гола, или на клупа да седиш. Не, овде што си тренирал, тоа ти е. Кој перформанс го имаш на тренинг, тоа го покажуваш. Ево, тоа е убавината на спорт. Дека љубителите го ја сакаат атлетиката и длабоко е присутна кај нас, тоа е точно, резултат имаме, успехот е повеќе од присутен. Ме интересира за крај како гледаат надлежните на овој успех на Дарио. Има ли реакции за да се помогне, за да се крене Дарио на што повисоко ниво, секако и финансиски, и со вложување во услови, бидејќи знам како е цела зима да се тренира и да се вежба за овие трки, тоа надвор од Македонија, бидејќи немаме затворена сала. Тема која што дефинитивно ме нервира, ти кажувам искрено, се борам. Ме интересира дали после вакви успеси барем има некаква реакција. Лав за правдината и за реалноста у поглед на некои други спортови. Значи, нема да преснам со таа борба. Ќе ви кажам искрено, имаме околу 7-8 мали спонзори кои што не поддржуваат цело време. Тие луѓе се буквално најобични фирми, најнормални, ништо посебно, ништо бомбастично, некои од, да речеме, некоја си, не знам, голема компанија, некој звучно име. Тие луѓе уживаат во нашите успеси и тие не наградуваат на соодветен начин, значи на многу нормален начин, ме разбирате? Значи, нема нешто подпишал, земал кола, земал, не знам, милион или не знам што. Тие верувајте дека луѓе се среќни и ние сме среќни поради тоа што тие така не гледаат и ние не бараме ништо екстра од нив. Меѓутоа, не можеме да преминеме преку, односно јас не можам да преминам преку тоа, да морам на некого да му објаснувам што значи да срушиш рекорд, значи стар 20-30 години. Што е големината на тој резултат? Што е појавата на тоа момче? Што значи тоа да луѓе не можат 100 метра да истрчат како он со таа брзина како он што трча 3000. Значи од 100 метра ќе падне во несвест некој. Ја ви кажам наотворено. Значи нема сенс, така ќе кажам, за овој спорт. Значи за овие успеси на Дарио. И јас пак стигнувам, вадам од мои пријатели, од мои луѓе се, за да се награди колку толку неговиот успех. Затоа што нашите подготовки, за еден надпревар да се спремиш, сите тие подготовки, целата таа жртва што ја даваме. Ние немаме слободно време, ние немаме викенд за шетање, за уживање и за се. Ние се жртвуваме за тоа, за да Македонија каже, еве го производот сега на крај, влегува, освоил медал, бутнал рекорд. Не можам да ви опишам со збори колку стои работа за сето тоа. Таков е суров спортот. Јас, искрено, една голема компанија ни се јави 2017 и ни помогна, тоа беше VIP. Значи 2017 најзвучно име до сега. Спорт Лайф е цело време со мене, значи
од 2010 година и тие највеќе не помагаат. Би ги споменал, ако ми дозволуваш сите тука, значи треба да се споменат тие луѓе, тоа е Доктор Вајс, Спорт Лайф, Полеоспорт ни помагаше, Дуле 999. Имаме масажер, тоа е студио за спортска масажа, студио Алтернатива, Александар Димитровски, Александар Дејан Ѓоргиевски, значи тоа се све стручници што во нашиот стручен тим што му помагаат во поглед на здравието. Тука е Цеха Алфа, тука е имаме доста спонзори, затоа не можам сега сите да ги набројам вака и јас малку нели од брзање од се, меѓутоа како и да, Игор, како и да е, значи и тука бисмо Оптика Сайс исто така, значи сите ни помагаат, меѓутоа мислам и сметам дека треба конечно уште некој звучно име да се јави, да ни помогне, затоа што ние, верувајте дека не бараме, не знам каков бенефит од сето, ние само бараме да вложиме во тие подготовки, да вложиме во опрема, да вложиме во суплименти, во витамини, во се што е потребно за овој суров спорт. Едно патување само земете го што одиме со коли, со се, со тие, колку ни измачува сега до Истанбул, значи, значи Белград, кај да одиш, тие патувања се мачни за нас, затоа што едноставно тоа ни се можностите. И федерацијата значи ни помага, и Македонскиот олимписки комитет ете со стипендијата на Дарио која што е за Олимпијадата во Токио, значи и федерацијата, значи кој колку може, меѓутоа верувајте дека потребен ни е мега спонзор кој што дефинитивно ќе го испочитува и ќе го награди, значи нивото на кое што е стигна Дарио, значи од тој аспект зборам. Јас сум достапен за сите за разговор за се борам, значи и ќе се борам додека Дарио не го добие најзаслуженото, бидејќи неговата кариера, неговиот живот, значи се он има жртвувано за ова. Значи сите знаат дека моментално не работи, дека е посветен, да, дека е посветен сам спорт и јас за тоа му се поклонувам дефинитивно, значи таква посветеност да сум барал, значи не знам, стално се зафркавам, викам да гуглам такво нешто, да го создадам онака виртуелно, нема да го направам како што го има Македонија во името на Дарио Ивановски. Игор, верувам дека сето ова ќе допре до вистинското место. Заслужува Дарио и подобри услови, а сето тоа нели на крај Македонија повторно ќе се гордее со сите тоа ви го гарантирам резултати, така да се надевам во иднина ќе се сменат многу работите, да потсетиме трката на квалификацијската трка на европското е на 1 март, доколку се оствои нели потребното време ќе го гледаме и Дарио во главната трка. Тука само би ви одзел една минута, значи би напоменал дека тоа е неговата квалификациона грепа на 3000 метри на 1 март. Така. Наше време ќе биде околу 11 часот, ќе има пренос на телевизија, ќе пуштам јас линк све и мада ќе има тоа, секош има пренос од појакиве спортски телевизии и би напоменал само, би искористил ова можност за една мала промоција на армијата на Република Македонија, каде што јас сум вработен, каде што сум еден од одговорните старешини во поглед на спортот во армијата на Република Македонија. Значи на ден 20 тоа е утре, значи во касарната Илинден имаме организирано спортски надпревари. Еден од тие спортски надпревари е атлетиката, каде што ќе имаме крос за мажи на 5000 метри, крос за жени на 3000 метри, вратите, капиите се отворени. Не е само за вработени, може да, секој може, така. значи веќе има пријавени околу 15 на атлетичари што сакаат, секош биле лојални, секош сака да армијата на Република Македонија и ќе настапуваат. Значи еве уште еднаш кај јавна покана, нека се обратат кај мене за утре и за денот, тоа е овие спортски надпревари се по повод денот на полкот за специјални операции. Значи ние 25 години славиме сега еден јубилеј, така да ќе имаме многу јаки на спортски надпревари, додека денот на Меѓународниот сојуз за воени спортови, тоа е 18 февруари, по повод тој ден на 27 февруари, значи малце пролонгирано денот 18 кога е вистинскиот ден за прослава, значи на 27 февруари на воениот стадион во паркот има исто така спортски надпревари, исто така ќе има крос. Исто така ги покануваме сите оние атлетичари што сака да трчат со армијата на Република Македонија. Во 9 часот тогаш ќе биде собирањето, во 10 е кросот и ќе трчаме на кеот на реката Вардар во 10 часот. А утре ќе трчаме во 12 часот точно на Пладне. Има свечено отварање во 9 во касарната Илинден, така да ако дојдат порано, ако се во можност да дојдат порано атлетичарите, ќе биде одлично на писта да ги построиме како војници. Така. Одлично, Игор, ви благодарам за гостувањето. Вам почитувани, нормално останете со програмата на 1 ТВ, од мене пријатно.